Почитувани, во врска со повеќедневните дезинформации и невистини, кои што се шират на одредени медиуми поврзани со протестот на изманипулираните луѓе, кои се рангирани за добивање на социјален стан во Прилеп, и покрај бројните деманти и информации кои не беа објавени, а во интерес на вистината сакам да соопштам дека овие лица одговорот за тоа зошто не можат се уште да ги добијат своите станови, треба да го побараат во Министерството за транспорт и врски, а не од Министерството за труд и социјална политика и од мене како министер кој нема никакви надлежности и ингеренции во постапката за доделување на социјални станови или пак подпишување на некакви решенија. Наместо да им објаснат на граѓаните зошто не ја испочитуваа законски утврдената постапка за доделување на социјални станови и зошто одлучија партискиот критериум да биде пресуден во пречистување на прелиминарната листа на добитници на социјален стан, Министерството за транспорт и врски одлучи да ја злоупотреби маката на овие луѓе и комплетно неинформирани да ги манипулира преку протести. Згора на тоа, во манипулациите се вклучени и локалните власти од Прилеп. Имено, Министерот за транспорт и врски во декември 16 2015 година формира комисија за распоредување на станови по одлука за распоредување на социјални станови, како и услови за нивно користење. Формираната комисија имаше за цел во транспарентна постапка да го реализира распоредувањето на 76 станови во Прилеп, 25 станови во Демирхисар и 18 станови во Ресен. Во фазата на софтверско прелиминарно рангирање на добитниците на социјални станови и изготвена листа од непознати причини, Министерството за транспорт и врски од само за нив познати причини одлучи да исклучи добитничка на социјален стан од Прилеп, рангирана во категоријата деца без родители и самохрана мајка. Преку Министерството за труд и социјална политика беше побарано од Центарот за социјални работи во Прилеп да направи дополнителен увид на што беше одговорено позитивно во најбрз можен рок. И Центарот за социјални работи во Прилеп и членовите на комисијата добија потврда на веќе востановената состојба и услови за живот на добитничката на социјален стан, која беше исфрлена од прелиминарната листа. Без да ги земе во предвид бараните информации, Министерството за транспорт и врски самостојно, без учество на представниците во комисијата од страна на Министерството за труд и социјална политика, ги изготви записниците и конечната ранг листа за распределба на 76 станови во Прилеп, што е спротивно на одлуката за распределување на социјални станови, како и условите за нивно користење. Министерството за труд и социјална политика како надлежно министерство, кое се грижи за сите ранливи категории, во име на професионалноста и одговорноста што ја имаме како институција и стручноста на нашите државни службеници, а заради интересот на нашите граѓани, со допис доставен до Министерството за транспорт и врски на 3.5.2016 година, побаравме наитно да се надмине овој пропуст со професионално и стручно решение, еднакво учество и еднаква одговорност на сите членови во оваа комисија. Сакам да нагласам дека не станува збор за никакво влијание на членовите во комисијата од страна на Министерството за труд и социјална политика, како што беше пласирано во медиумите, туку барање за почитување на утврдените процедури и постапки за одлучување кои сите имаме надлежност да ги обврска да ги почитуваме. До денес Министерството за транспорт и врски не најде за потребно да пристапи кон решавање на проблемот што сами го создадоа. Искрено жалам што Министерството за транспорт и врски, наместо да презеде одговорност за настанатата состојба, продолжи упорно да манипулира со луѓето кои се рангирани за добивање на социјален стан. На крајот сакам да упатам една порака до луѓето, граѓаните кои што протестираат во Прилеп, дека еднаквоста на граѓаните пред правата и обврските е мој врвен професионален приоритет. Во ниту еден случај нема да дозволам
манипулацијата со граѓаните да биде посилно оружје од праведноста и социјалната солидарност, кој во овој случај сите треба да ја покажеме. Ви благодарам.